Се прашуваш како во иста индустрија постојат бизниси кои што прават партал од пари, ма сакар доминација на пазар, и во иста таа индустрија постојат предприемачи кои што врзуваат едвај крај со крај. Која е разликата? Едните во исти услови, на ист пазар, во иста држава, со исти производи, исти услуги, имаат огромен дел од пазарот, а некои водат бизнис по 5, 10, 20 години и се уште се вртат во круг и не можат да остварат профит како што сакаат. Доколку ова е тоа што те интересира, остани до крајот на видеото и гарантирам, доколку го прегледаш барем 2 пати и поминеш се ова што ќе работиме пешки чекор по чекор, и те како има да ти се разбистри и види, немој да дозволиш само да ти се разбистри. Веднаш после видеото направи барем една минимална акција. Да преминеме. Замисли во една иста индустрија да земеме било со што и да се бавиш. Имаш ресторан, имаш мебел по мерка фирма, имаш софтверска компанија, имаш, не знам, се бавиш со услужен бизнис, маркетинг агенција или како и да е. Замисли ја цела оваа држава, доколку функционираш само во Македонија, замисли дека цела држава е еден комплетен пазар. Бидејќи неофицијално имаме околу 2 милиони жители во оваа држава, тоа значи дека имаш, грубо кажано, максимален потенцијал од 2 милиони луѓе. Сега, кога ќе земеме во обзир на твојата индустрија, со што и да се бавиш, внатре во оваа држава постои максимален капацитет кој што сите луѓе или сите фирми трошат пари вкупно во таа индустрија. Па пример, да речеме, услужна дејност дека чини 1 милиарда евра во државата. Да речеме осигурување инвестицијски фондови како и да е, нека е 5 милиони. Доколку се бавиш со градежништво, можеби градежништвото има вкупен капитал или вкупен трошок или вкупен буџет кој што го трошат на годишно ниво сите клиенти е X евра. И затоа ова ќе го запишеме како распределба на приходи. Сега, замисли, имаме, за ова да ти биде визуелно поедноставно, една координатна оска, во која што од едната страна ни дава максимален потенцијал во распределба на приходи, а од другата страна е колкав процент на купувачи твои потенцијални трошат некаде пари. Да речеме, во Македонија имаш целосна конкуренција, да речеме 100 фирми, сите овие потенцијални купувачи трошат пари процентуално распределено кај некои од овие 10, односно твоја конкуренција, и твојата фирма има удел во цел пазар од одреден процент кој што би било добро да го знаеш. Сега она што мене ме интересира и она што ме запрепасти, од кога истово го размислував пред едно 4-15 години, кога оваа координатна оска или оваа табела сега што ќе ја нацртам, кога правев истражување по дејност, по гранка, по услуга, по фирми, ме запрепасти каква распределба реално постои на пазарот. Имено, работев во еден момент една компанија во која што бев ангажиран како консултант за да им помогнам да го организираат својот бизнис, односно во фирма која што се бави за производство на мебел по мерка. Она што ме фрапираше и кога истово го анализирав во повеќе индустрии, буквално не можев 6 месеци, може би претерувам, ама сигурно околу пола година не можев глава да дигнам од овој лист. Што заклучив тогаш? Бидејќи фирмата беше од Полошкиот регион, доаѓам од Тетово ако не знаеш, и фирмата исто беше од Тетово, и правам анализа колку во Полошкиот регион постојат фирми
кои што се бават со производство на мебел. Ги опфатив легални, етаблирани, ги опфатив ситни, со помал капацитет, ги опфатив и фирмите кои што се бават со извоз, значи има 100 вработени, куп машини, работаат за извоз, серија, но ги опфатив и оние кои што работаат човек фирма, двајца, татко и син, кои што работаат во гаража, во шупа, во подрум, како и да е. Цела анализа ми траеше месец дена и буквално одев улица по улица и ги запишував сите овие работи. Зошто ми беше ова важно? За да дознам оваа компанија колкав промет прави, колку сите останати прават промет, колку имаат број на налози и останато, за да можам да дознам само во Полошкиот регион каде се позиционира оваа фирма, со кого ние условно се надпреваруваме и колкав потенцијал има само во Полог, без да ја вклучиме и останатото, значи цела држава. Бидејќи оваа фирма секако дека продава и има клиенти во цела држава. Но е сосема доволно на микро ниво кога ќе дознаеш колку всушност има потенцијал. Што е тоа што се случи? Еве што е тоа што се случи. Кога би ја направила оваа распределба, би изгледала вака. Она што ме зачуди е следно. Имаше фирми кои што просечно заработуваат не повеќе годишно од 30.000 евра. Цела година правел промет, купил репроматеријали, исплатил кирија, трошоци, струја, му останале 30.000 евра. Иако ова е дискутабилно, од и овие фирми кои што постојано инвестираат, реинвестираат и се трудат малку да имаат поквалитетен живот, реално ниту овие 30.000 евра тие не ги чувствуваат, бидејќи некаде ќе закасни со роба, ќе закасни со плата, ќе закасни некој да му плати, што значи они економски или сметководствено ги имаат на хартија овие 30.000 евра, а реално у джеп ги немаат и може би се во минус. Зошто? Затоа што инвестирале во нова машина, поголем објект, а сака уште не направил ред, работа, дисциплина, правила на игра, мисли дека новата машина ќе му направи бум, подобра машина ќе направи X, како и да е. Ова е едната група. Следна група до која што дојдов е предприемачи кои што заработуваат не повеќе од 100.000 евра на годишно ниво. Значи, направил промет околу 1.000.000 евра или 600 до 700, еве конкретно за овие индустрии, околу 600.000 евра направиле вкупен промет, исплатиле плати, трошоци, придонеси, роба, репроматеријали, инвестиција и останато, и условно на собственикот му останале околу 100.000 евра. И сега слушниме внимателно. И постои уште една мала група, која што остварува промет, профит, повеќе од 1 милион евра. Кога ова го видов, викам, човече, како може во ист регион некој да се мачи и да преживува со 30.000 евра, некој едва и дошол до 100.000 евра, а постојат и фирми кои што заработуваат повеќе од 1 милион евра. Вау! Остај тоа. Бидејќи работев до сега во 67 компании како консултант кои што ме ангажирале за развој на мали и средни предпријатија, или да не ти звучи комплицирано, некои ме ангажирали да им ја зголемам продажбата. Некој ме ангажирал, немал проблем со продажба, имал доволно финансии, сега сака да има повеќе слободно време. Да намали грешки, да намали дефекти, да намали преправки, доправки, значи да зголеми ефективност и ефикасност и да ослободи повеќе време за себе, за да не мора да ги контролира сите процеси. Значи, разни компании до сега ме ангажирале за различни работи. Остај тоа, не само 67 фирми, туку на Mastermind програмот, менторскиот кој што го работиме, изминати беше 4-5 од 2022, колку му доаѓа тамо, септември беше првата група,
До сега поминаа повеќе од 120 предприемачи и буквално го гледам ова едно те исто и што ме фрапира? Па ме фрапира затоа што ова не е теорија, ова не е случајност, туку ова е образец кој што се повторува кај одреден број на компании. И гледај ја сега финтава. Овие овде што се наоѓаат, еве ќе ти ги означам. Овие овде што се наоѓаат во ова ниво најчесто се почетници. Слушај ме внимателно. Почетник значи, или стартап, како сакаш, денеска отварам фирма и јас сум станал стартап. Но во оваа група почетник, видов компании кои што функционираат и по 10, и по 20, и повеќе години. Што значи? Тие имаат искуство. Преживеала компанијата 10-20 години, но реално удел на пазар, заработка на сопственикот, создаден капитал, е се уште на почетничко ниво. Одиме следно да видиш кои се овие други предприемачи кои што заработуваат 100.000 евра годишно. Тоа се луѓе кои што се работнички карактер. Затоа ќе кажам работник. Или ако сакаш конкретно, менаџер. Зошто менаџер? Овој тип на сопственици, кои што имаат 100.000 евра добивка, или 600-700.000 евра промет, што прават? Ја надминале фазата на почетник, почнале да осознаваат нови работи, кои што претходниве никогаш не свеснале, и сватиле дека со квалитетна работа, навремено и почитување рокови, образ неизгубен, ветено сторено, посветиле доволно време дома и во фирма, се фокусирале на квалитет, испорака, честност, се на време, се вложиле многу повеќе, но и што е важно, почнале да градат тим. Не како овие 1, 2, 3, туку овие веќе имаат 10+, и зошто велам дека се менаџер и работник? Затоа што немале менаџерска структура, имале помошници во кои што имаат повеќе доверба, им помагаат, но реално овие луѓе и го организирале цел бизнис. Звони телефонот, тој на телефон, продава, мери, чуда, програмира, шие, вари, што и да работи фирмата негова, што значи он управувал со луѓе и со конкретни процеси. Ти направи ова до тогаш, кој ќе бидеш готов, јави ми се. Ај ти остај тоа, иди однеси тоа, однесите му на перо роба, види нека ти плати, кој ќе се вратиш ти ова, ај ти ова изфарбај го, ај ти ова исчукај го, ај ти ова кодирај го, ти ова нацртај го, кој ќе бидеш готов, јави ми се, па тие доаѓаат кај него. Ова е менаџмент. Значи менаџираш луѓе, ај ти ова, ај ти ова, ај ти тоа, и процеси, конкретни задачи му објаснуваш што да сработи, и ова е менаџерска работа. Но гледај како Бог или универзумот или клиентите ги наградуваат овие луѓе. Зошто? Па затоа што нема 1-2 вработени, туку има 10+, значи влијаат на повеќе семејства, даваат плати, тие ги трошат луѓе, значи допринесува за поголем број на луѓе, има повеќе број на компании, има повеќе број на клиенти, реално решава проблеми на повеќе фирми или луѓе. Значи овие луѓе имаат влијание на маса на луѓе, версус овие почетнициве кои што имаат мало влијание на пазар. Затоа овие имаат поголем промет, инвестирале време во оперативен дел, значи се да биде навремено, честно, квалитетно однесено, и најчесто овие бизниси кои што ги гледам и ден денес, не се бават активно со маркетинг, туку градат пријателства, широк круг на луѓе, се запознаваат, одат, се запознаваат со други луѓе, се мешаат во кругови, и на тој начин добиваат препораки. Што значи тоа? Си му направил на Ѓоле стан, Ѓоле века топје, нено доаѓа кај мене. И обратно. Значи, овие луѓе имаат повеќе задоволни клиенти, овие повеќе задоволни клиенти ги препорачуваат и на тој начин овој бизнис овде им расте. И сега погледни го овој сегмент кој што се над 1.000.000 евра плюс, а тоа веќе се професионалци или
експерти. И сега погледнија процентуалната разлика. 80%. Еве со зелено ќе ти пишам да ти може ова да ти звони у глава. 80%. Пази, не Полошки регион што ти го кажав примеров, и истиот податок, истава статистика ми се покажува во секој човек кој што дошол на програм со кој што соработуваме, сети се 120+, земи во обзир 67 компании како консултант, значи тоа се близу 200 компании. Значи доаѓаме повторно и кај 200 компании во различна индустрија, различен град, различно место, повторно до истава статистика. Што значи ова веќе не е демагогија. Ова е образец. 80% од вкупната распределба на приходи, значи, ако цел пазар твој троши клиентите твои максимално во една година, пример, 1 милион евра, сите клиенти кај што живееш таму во околината, трошат 1 милион евра, слушни ме внимателно, во 4% од вкупно твоја конкуренција, ако имаш 10 или 100 од конкуренција твоја, значи вкупно овие 1 милион евра одат само кај овие 4%. 80% од овие предприемачи кои што се на ниво на почетник земаат трошки на пазар. Ако едниве имаат, значи од 1 милион, ако во 4% доаѓаат 900.000 евра, во овие почетнициве доаѓаат на годишно ниво 1000 евра. Кај овие останативе среднава група, што заработуваат 100.000 евра, е 16% од вкупниот пазар, а кај овие останативе 4%. Што уште еднаш ќе ти кажам ова значи? Од сите потенцијални пари што ги трошат луѓето во таа индустрија во која што се наоѓаш, 4% го земаат целото богатство, 16% живеат многу подобро од просекот, 80% едва и преживуваат. И кога ова го сватив и го видов, викам, вау, што е тоа што овие знаат, а овие не знаат? Што е тоа што овие сепак се подобри, знаат и го прават, а останативе, поголем дел од нив, нема никогаш да дојдат овде, нема никогаш да дојдат овде. Оти поголем дел од нив до оваа фаза ќе го затворат бизнисот. Кога ова го сватив, буквално се зачудев. И знаеш што е тоа што го забележувам? Сега ќе ти кажам. Каде ја прават ова грешка овие луѓе? Еве каде ја прават грешката. Ќе почнат да водат бизнис. И вика, се гледаат во овие 4% или овие 16% и вика, на Перо му оди бизнисот топ, има работа, има ова, има тоа. Чекај, Перо има таква машина, Перо има таков алат, Перо има овие услови. И што почнува? Почнува да го копира Перо. Значи, овде викаме копирање. По еден временски период ќе забележи дека тоа што го копира не му носи резултат и вика гарант Живко, Јанко, Станко, Весна, Перо има нешто што прави подобро. Сега слушни ме внимателно. Со сите овие луѓе со кои што имам соработка денес, сите се на Facebook, сите се на Instagram, сите се дел од нив на LinkedIn, дел од нив гледаат YouTube видеа, некој чита книги. Значи, сите овие луѓе со кои што имам соработка, сите тие гледаат информации како еве и сега ти што го гледаш ова видео. Значи, исто и моите клиенти гледаат некаде и вика, значи, овој прави тоа и тоа, треба и јас да правам тоа.
И почнува, некој ќе види дека има широка палета на производи. Ќе почне да инвестира во производи. Ја зголемува ширината на залиха. Аха, вика, види, ја работам само со роба од 5 артикли, а види, Весна има 50 артикли. Аха, значи мене ми требаат поголема ширина. И он почнува да работи, да ги копира резултатите на Весна. За брзо време сваќа дека реално пак ги нема истите резултати, почнува да следи друг човек, да прати друг инфлуенсер, да следи информации на друг и вика, аха, ово има XYZ и мене ми треба тоа. Мене ми треба машина. Ако најдам добра топ машина, има да направим партал. Значи ќе почне да купува машина. Гледај сега. Го копирал перо за едно, па Весна ја копирал за друго и почнал машина. Поминало време, ја донел машината, значи он се нервира пола година, ту како немам пари да купам машина, кај да ја земам кредит, како да дојдам до машинава, лесно е на Весна, она има пари одма чеко, ту како немав пари, како да дојдам до средства, како да дојдам до ова, некако ќе дојде. Што се случува по некое време, ќе забележи дека трошоците ги пораснал, се заглавил уште повеќе, а резултатите уопште ги нема. И почнува да вика супер, аха, значи мене ми треба Facebook. И вика, аха, Сонја работа, ќерката на Сонја изгледа работа со маркетинг, она објавува социјални мрежи нон-стоп слики, прави видеа, овона, тоа ми е проблемот, немам маркетинг, немам, мајку му дерем, мора. И сега ќе иде кај син му, кај ќерка му или некоја проста агенција. Зошто проста? Затоа што има бројки у маркетинг и ако ти не знаеш кој бројки бараш, и таа агенција ќе ти испорача исто. Што ти бараш, тој ќе ти испорача. Тоа е за друго видео, ќе ти дадам детали. Но он, да речеме, сега ја копира Сонја и вика, мене ми треба маркетинг. Ќе почне да објавува содржина, пораки, ќе почне да проучува, па чита how to, како да објавам клип, како да направам тоа, како да направам ова, па е малу ChatGPT, па е малу ова, па е малу тоа, лево десно, кој ќе запише курс, кој ќе купи книга, дрдрњариња, ќе забележи дека му прошло уште пола година, а не направил ништо. И затоа овој круг, пријателу мој, кој што го има 99% или ако сме конкретни 96% од предприемачите го има овој круг кој што ја го викам вртелешка. Знаеш зошто вртелешка, брат? Затоа што се вртиш пола живот у копирање, у гледање што други прават, наместо да гледаш у твој двор, да проучуваш тоа што треба, како сега ова што ти зборам, и да дознаеш што е тоа што овие 4% прават, што е тоа што овие 16% прават, зависи кај се наоѓаш, и да почнеш да имплементираш тоа што овие имаат, а ти го немаш. Што е тоа што овие го имаат, а најчесто луѓето го немаат? Овие 80% или овие 16%. Број 1 најглавна работа, идентитет. Значи, овој предприемач кој што е овде, размислува поинаку, донесува поинаку одлуки, гради тим и комуницира поинаку, гледа конкретни бројки што му се важни, има тим, знае како тој тим да го одржува, но она што е најважно, има представа за себе. Како овој нов човек, кога бил овде или овде, градел слика каков сакам ја да бидам човек кој што заработува 1.000.000 евра и повеќе годишно. Тоа значи дека овој човек кој што е овде, овој човек кој што е овде и овој кој што е човек овде, тоа се три различни типа на луѓе. Овој размислува на еден начин и донесува одлуки, овој на друг, овој на трето ниво. Тоа значи дека ти, ако се наоѓаш овде или овде, мала е веројатноста дека си овде, ако гледаш ова видео, тоа значи дека најпрво мора да го промениш својот начин на размислување, мораш да се изградиш како една друга личност. Зошто? За да можеш да се носиш со сето ова што бара од тебе. Значи,
Што прават овие луѓе кои што се уште на почетничко ниво? Рамба по цел ден, работа по 15 часа, не е одморен, не се храни здраво, нема социјален живот, нема семејство како што треба, има семејство, ама не го виделе дома никогаш, се нервира нон-стоп, под стрес е, и штом работа постојано, штом е под стрес, и мисли дека само ти работај честно, се ќе си дојде на место, како брат ќе дојде, кога никој не знае за него. Значи, од цела распределба, од илјадници клиенти потенцијални, него никој не знае дека постои. Тоа значи дека овој, ако продолжи со ист начин, никад нема во животот да направи пари. Не дека е лош, туку затоа што игра погрешна игра. Во бизнис игра работник. Значи, работник има свој задачи, предприемач има свој задачи, менаџер има свој задачи. Овој кој што е тука, менаџерот, тој е супер, овој нема финансиски проблеми. Стабилен е, ликвиден е, плаќа на време, има подобар квалитет на живот, ама нема време и е под стрес. Знаеш зашто? Затоа што се уште ја има контролата, све е преку него, он носи одлуки, кај има проблем трчај, ми ја сваќаш поентата. И овој работи по 10 часа на ден, и овој има стрес, не може да оди на одмор кој човек, не може да иде на викенд рад, децата не ги гледа, нон-стоп е под стрес. Ама малку има подобар, поблаг стрес, затоа што барем нема финансиски стрес. Овој човек е сосема друга категорија. Знае дека со работа пари не се прават, знае дека мора да биде нахранет, знае дека мора да биде одморен, знае дека мора да има спорт, знае дека мозокот мора да му биде 300 одморен, знае дека всушност колку повеќе малку работи, толку повеќе заработува. Значи, гледај, оваа крива е обратна. Сега кога би ја направиле обратно од другава страна, во однос на колку овие работаат, а колку овие заработуваат, оваа крива би била вака. Значи, обратно пропорционално. Овие работаат премногу, а овие работаат најмалку. Зошто овие работаат најмалку, а овие премногу? Оти овие знаат дека со работа пари не се прави. Туку се прави со размислување, со стратегија, со визија, со конкретни бројки што се мерат и ги даваш на луѓето под тебе да можат да работаат. И пази внимателно сега. Овие луѓе мислат, немам среќа. Овие луѓе овде мислат, не е фер пазарот. Овие луѓе мислат, ја ништо не знам со кој мене ќе соработува. Овој вика, абе што да направам, све пробав. Ова пробав. Више стварно не знам. Нема луѓе за работа, народ нема пари, све кој некому му должи. Значи, гледај, што овие луѓе гледаат околу нив? Сиромаштија, проблеми, недостаток, и овие имаат црнила. Кои ќе дојдат вакви да разговараме, цело време викаат, Александар, да му се плюкнем у државата, младите се иселија, никому не се работи, еден човек нема саглам, никој не плаќа редовно. А со овие кога зборуваш, овие не го зборат тоа, туку овие викаат, луѓето не се одговорни, никој не е дисциплиниран, морам постојано да ги гурам, морам постојано да ги контролирам, ако не ги контролирам нешто ќе сгрешат. Гледај, овие гледаат различен свет. А овие другиве сосема размислуваат поинаку. Овие другиве викаат, во Македонија вкупниот пазар е 10 милиони, 15 милиони, 60 милиони, 1 милиарда, а ја имам удел само 20%. Што е тоа што можам да го направам за да го зголемам уделот пати 10, да имам 20%, 80%. Како да направам извоз, како да креирам уште помалку да имам работа со истиот тим, со избројот на луѓе, како да направам да им продадам повеќе на истите клиенти, да соработуваме подолго време, како со помал тим да добијам поефикасна работа, како да го зголемам профитот, како да намалам грешки, да не губиме пари. Гледаш, овој работа спокојно,
опуштено и всушност он работи со лист и пенкало и работа на визија и стратегија. Ја свати поентата? Страшна работа. И сега морам да ти дадам уште една поента, а тоа е следна. На пазарот, ако рековме дека 80% се овие преживување. И имај на ум дека и од 100% народ во Македонија, дека 80% од луѓето преживуваат од први до први. Исто тие и во работниците. Значи, според статистика на Народна банка, отвори да видиш, скоро, приближно, 80% од жителите на Македонија имаат по 2-3 кредити и едва и преживуваат од први до први. Што тоа ти кажува? Дека статистиката никогаш не лаже. Ако неќеш да ми веруваш на ова што ќе ти го кажам, можеш многу лесно да го провериш. Пиши во чат GPT. Колкав е светскиот просек на процентуално луѓе кои што се заглавени и должат и се неликвидни и преживуваат, колку се средна класа и колку се топ. Знаеш што ќе дојдеш до податокот? Провери го, пиши со чат GPT, ти е лесно сега. Ќе забележиш дека све ова што ти го кажувам не важи само во Гостивар, Дебар или Струмица, не важи само во Македонија, туку ова е светска статистика. Значи, драг мој пријателу, од 100% предприемачи во светот, 80% преживуваат. Никад нема да дојде до 100.000 евра добивка. Ова ме е фрапирало кога го дознав. Дека не на македонско ниво, на светско ниво, пази, светско ниво, повеќе од 80% никад нема да заработаат 100.000 евра годишно. Никогаш! Значи, ако не ти чини државава, имај на ум дека е ова и у Америка. Слушни сега внимателно. 16% од овие 100% заработуваат 100.000 евра и повеќе годишно. И слушни ме внимателно. Само 4% од луѓето во светов заработуваат 1 милион евра годишно и повеќе. Значи, кога ќе кажам 1 милион евра, има и луѓе кои што заработуваат 1 милиарда. Но тоа се всушност само 1% од овие 4% кои што заработуваат и милиарда, па нагоре. Тоа значи, драг мој пријателу, кога се ова би го поврзале и во твојата индустрија, ако твоите клиенти потенцијално трошат, цела држава, трошат 1 милиарда, а имаш 100 фирми во твоја конкуренција, меѓу кои си една од 100-тата и ти, тоа значи дека еден од вас заработува повеќе од 1 милион евра, 2, 3, 5, 10, 4% заработуваат 1 милион па нагоре, 16% од нив 100.000 евра, 80% не знаат кај тераат. Не знае кај тера, брат. Зошто ова сакав да ти го кажам денес? Пази од кого примаш совет, пази со кого правиш муабет, пази у кого ти се очите, пази кого ти е у околината твоја. Оти факт е, ако на една маса твоите пријатели или другари се 5-6, има и на ум дека 4 од нив се копуци, заглавени, ќорденар, не знае кај тера. Ако ти и твојот круг се советуваш и живееш со такви луѓе, што мислиш, што слушаш ти? Следна работа. Ако имаш 10 вработени, 2 од нив се супер, стабилен финансиски, на време си планира одмори, домаќен човек. 8 катастрофа. Катастрофа. Кој ти е у тим? Со кого ти ќе правиш пари? Со кого ти ќе правиш таргети, бонуси, чуда? Затоа, овој овде не размислува како се прави подобар производ. Не размислува како се прави побарзо нештото.
туку размислува во стратегија како ова да се направи и да се имплементира. Значи 80% се С група, значи ако имаме А група, Б група, еве ти ги овие. Се надевам дека не ти пишував премногу. Значи овие се А група, овие се Б група, овие се С група. С група значи се 80% не зна кај тера. Или во превод, ако физички клиенти ти се потенцијални, значи 80% out of order, ѓубре. Б клиенти ти се 16%. И А клиенти рековме 4%. Знаеш што е проблемот, брат? Ова ти е маркетинг пирамида со други зборови објаснето, односно што е поентата овде, гледај. Ако ти се обидуваш да му продадеш се секому, у кого пукаш ти? У овие 80, у овие 16, у овие 4. Начело не му пишуе кој ќе ти дојде кај тебе у канцеларија, у фирма, у салон, или ти се јави на телефон, или ти пише порака на Инстаграм. Не му пишува начело дали е А човек, Б човек или С човек. Ако ти ова не го знаеш и немаш А понуда, Б понуда, С понуда, маркетинг за привлекување А клиенти, Б клиенти, С клиенти, и ако твојот тим не знае што е А производ, А услуга, Б услуга, С услуга, А понуда, Б понуда, С понуда, немаш договори и све ова што ќе го збориме во следните видеа, тоа значи дека не знаеш кај тераш. И логично дека си некаде овде помеѓу, но сигурно не овде па натаму. Ми ја свати поентата? Цел мој бизнис. Значи во Македонија имаш 100.000 плюс компании во Македонија, регистрирана. Дали е човек фирма, дали има 1000 вработени, небитно. Повеќе од 100.000 фирми, кои што условно можат да ми бидат клиенти. Значи, од тие 100.000, колкав број кај што имаат неликвидност? Автоматски тој не може струја да плати, а не мене да ме плати. Што значи дека се мој маркетинг, стратегија, планирање, активности, фокус на тим, програм, материјали, све што работиме, е фокусиран исклучиво на овие 16%. И сега ќе речеш, а зошто не на овие 4%? Зошто си се фокусирал на овие, Александар, а не на другите? Затоа што тоа е стратегија. Затоа што кога имаме човек, фирма, кој што заработува €1.000.000 плюс нагоре, тој има менеджмент, тој има системи, тој има маркетинг, тој има буџетирање, тој има состаноци, неговиот бизнис е предвидлив. Дали можеме да му помогнеме него за нешто плюс, да го зголеми продажбата удел? Да, можеме. Но зошто не се фокусираме на такви клиенти? Просто. Затоа што има, како што човек живее во просек во Македонија 70 години, колку е, немам појма, така има и фирми, животен век на фирма, животен век на производ, животен век на услуга. Тоа го викаме lifetime value или животна просечна вредност на еден клиент. Во нашиот бизнис, просекот на временски период на соработка е 3 години по клиент. Значи, ако договориме ваков клиент кој што заработува €1.000.000 плюс, ние ќе му решиме X проблем. Сме му го решиле проблемот и он веќе нема потреба од соработка со нас. Дали е супер? Па да, супер е. Затоа што на оваа група не бара how to, како да направам маркетинг, како да направам тоа, како да вработам човек, туку овој вика, кој мене може да ми помогне да го решам овој проблем. Значи, овој тип на луѓе купуваат решение. Не купува како да ова го направам, како да направам оглас, како да направам фунел, како да направам CRM, како да вработам менеджер, како да... Значи, него како не го интересира. Овој размислува, кој мене може да ми помогне да го добијам ова најбрзо. Значи, што плаќаат овие луѓе? Брзина плаќа. Александар, колку е овој проблем да ми го решиш? €100.000. На, реши го. Не сака да губат време. Знаат што значи да се изгуби време, научиле овде. Овие луѓе се добре дојдени, знаеш зошто?
затоа што овде ќе му помогнеме да заработи повеќе пари. Па следната година ќе му помогнеме, кој ќе дојде на ова ниво овде, ќе му помогнеме да работи помалку. Па следна година да ја зголеми продажбата. Значи, дали е супер да имаш вакви клиенти? Да, секој сака, вика, дај Боже да имам клиент кој што премиум, како да најдам премиум фирми, како да најдам луѓе платежни, компании платежни, но тоа е стратегија. Дали твојот бизнис ќе го позиционираш тамо или намерно чекор поназад. Тоа е стратегија. Ни едното е лошо, ни другото е лошо. Туку поентата е на кој пазар ти делуваш. Значи, ние се фокусираме само на овие 16% и ништо повеќе. Зошто? Оти останативе рано им е, ќе дојдат овде, па после ќе дојдат. Ќе соработуваме. И сега знаеш што е втората вистина? Има луѓе кои што се на ова на почетничко ниво, имаме и такви програм колку сакаш. Ама со мајндсет ваков. Кој што вика, не знам да регрутирам луѓе да вработувам. Не знам системи, не знам менеджмент, не знам алатки, не знам маркетинг, не знам да привлечам клиенти, лошо продавам, немам статистика, не знам ништо од бизнис, јебика програмер сум бил. Ни еден курс, ни едно школа не сум завршил, ни ништо за бизнис. И доаѓа, вика Александар, кога почне програмот, тогаш доаѓам и овие бум. Имаме и луѓе кои што вика, ја цел живот работав инженер сум, машински, електро или не знам што, цел живот работам да научам ова, цртање, проектирање, градба и чуда све. Немам од бизнис, ништо не знам. Све ова Александар што збориш е супер, ја немам појма. Кога почнува програмот и кој е да почнеме со соработка. Значи, ако е почетник, ово има мајндсет каков? Предприемачки. И затоа овие луѓе кои доаѓаат на програм, прават бум на секој 3 месеци резултат. Ако ми ја сваќаш поентата, ова е време, ама времето е илузија. Оти ти си тој кој што го контролира времето. Дали ќе почнеш да функционираш како менаџер, вработуваш повеќе, имплементираш системи, контролираш процеси, доаѓаш до кеш и после идеш напред, или едноставно цел живот ќе ти биде сите криви, нема луѓе, нема ова, дрнарњариња, и да, и право си. Секој со својот прамет си го право. И сега, за крај. За да ти објаснам оваа маркетинг пирамида, ќе ти дадам еден пример, кој што нема шанса, а да не си го искусил. Имаш луѓе и има ресторани у државава колку сакаш. Ќе ти објаснам со кафич, со ресторан, затоа што имаш такво искуство, еднаш неделно минимум ќе седнеш. Имаш ресторани, кафичи, угостителски објекти, милиарда на секој ќоше имаш. Сети се дека ова правило и за нив важи. Ама кои се овие? Кои се овие? Кои се овие? Овие се на ефтино кафе, на ефтино еспресо, никаква услуга, сам на шанк, сам нарачува, сам послужува, евентуално уште некој до него. На ефтино кафе, ајде, нека е супер. Амбиент никаков, галама, гужва. Ако тој ресторан, тој тип на собственик, не го размислува ова, што прави овој собственик? Се надева дека ќе дојде до клиенти кои што му плаќаат, ќе руча, ќе јаде, не знам што, ќе потроши пари, ќе дојде со семејство, ќе направи прослави, он природно се надева. А го позиционирал бизнисот за што? За пиење кафе на брзина, раднички материјали, не знам, случајни минувачи. Значи, на кого го позиционирал? На сиромаштија. Што викаат овие собственици? Мајку му дерем. Од 5 до 5, милион кафиња продадени, немам струја да платам. Зошто? Одговорот го знаеш. Така го позиционирал бизнисот. Имаш сега и други угостителски објекти, кои што има малку повеќе инвестирано во објектот, има повкусна храна, има подобар амбиент, ама има гласна музика, галама, джагара-джугара. И ове што прави, вика? Ќе ги покачиме цените, ќе дојдат луѓето, дај подобра салата, подобра храна, подобро ова, подобро тоа. И ако ова не го знае добро, дека всушност го позиционирал бизнисот на Б група клиенти,
Ако се сиромашни, мајсторска работа, он има плата 300 евра, колку може он да не може да плати 200 денара кафе и уште 100 денара кисела вода? Овој ќе пие 40 денара, 30 денара кафе. Значи, ако ти е позициониран за ваква група клиенти, немој да се чудиш. Овој човек вика следно: ја ќе го покачам кафето 60 денари, 70 денари, 100 денари, зависи од кај си. Ама вика ќе му ставам на кафето локумче, чоколадче или не знам што. Ќе направам да има малку паркинг, малку овона и прави повремени забави, па гужва, па ова пона. Значи, за кого се позиционира тој? За луѓе кои што сакаат количина и галама. Кои се тие типови на луѓе? Па он кој седне у ресторан, не гледа во мене што не пробал или што му е интересно, туку он вика: ја планирам да потрошам 2000-3000 денари на ручек денеска, што ќе нарачам лево десно да ми дојде околу 3000 денари. Аха, една салата, една ракиичка, главно, толку и толку ќе потроши. Овие луѓе, гледај, од дома знае колку ќе го чини ручекот, колку ќе го чини одморот, колку ќе го чини све живо што купува. Зошто? Или има таков мајндсет среден, или има толкав капацитетна можност. Но што е поентата? Овие луѓе сакаат, не сака ако е ова цела чинија, па олку да има салата, овој сака да му излага салатата надвор. Овој ако јаде хамбургер, не сака да биде плескавицата олкава, туку да излегува од лепињето. Овој сака шопска, овој му е страв да проба некоја салата што има чудно име. Он ти мисли кој знае што е. Овој не знае што е октопот, овој не знае што е бифтек. Појма нема. Чул на телевизија, никад не пробал. Овој ќе јаде шарска плескавица, ребро и шопска. И толку, и жута. Но, ако ти го позиционираш бизнисот на А клиенти, што мораш да имаш во угостителскиот комплекс или објект? Број 1, унифицирана гардероба на келнери, персонал, безпрекорно чисто, паркинг возила, убаво средено, една маса овде, една тамо. Зошто? Премиум човек не сака галама. Премиум човек не сака да не може да се смири. Премиум човек сака мир, сака тишина, сака да застане полека, да застане винце, да си пивне, муабет да направи. Но овој не му е гајле дали салатата била 300 или 700, но овој не му е гајле дали ракијачката била 50 денари или 500 денари, но овој не му е ништо битно. Битно му е моментот, времето да ужива. Ако ти не знаеш, слушај ме сега внимателно, дојдовме до поентата. Кој е твој идеален клиент? Према кого ти го позиционираш твојот бизнис? Значи, за кого постои твојот бизнис? За А, Б или С група? Кој е твој идеален клиент? Што сака тој клиент да купи? Што сака како чувства да добие? Ти никогаш нема да излезеш од овој или од овој круг. Зошто? Затоа што ќе мислиш, инвестирав куп пари во машина, куп пари во објекти, куп пари во алати чуда. Све направив. Абе, све ми доаѓа сиромаштија копуци, све со натегнуваме, нелојална конкуренција, вако такво. И да, во право си, доколку све ова што ти го зборев, не го знаеш. Па слушни ме внимателно да видиш како и автоиндустрија ова го прави, па ќе ти биде уште полесно. Во С група ти се брендови од типот на сите можни кинески возила. Во С група ти се сите можни Peugeot, Citroen, Fiat, останати, Шкода, Мода. Што значи тоа? Средна, односно просечна класа. Цената знаеш која е? Максимално 20.000 евра денеска. Имаш брендови кои што се позиционираат овде како премиум. Значи, ако е ова е стандард или класик, ова е премиум. Кој ти се премиум? Премиум ти е Audi, премиум ти е BMW, премиум ти е Porsche. Која е цената за исти капацитет на возилово? Значи, исто ѓубре од 2 тона, и едното има 4 гуми и другото, и едното има шофершајбна и седишта и другото, но не се позиционирани на исто место. Пази глупост. Не е глупост, е стратегија. Колку поевтино возило, толку поќе му дава гаранција. Kia. Ефтино, 7 години, 10 години гаранција. Porsche не дава 10 години гаранција. BMW не дава 10 години. 2. Mercedes 2. Зошто? Оти знаат дека човек што купува премиум
Прво не ја чува 10 години. Џабе му даваш. Втора работа. Овие што се овде во Б, премиум категорија, процентуално, ако во Македонија во една година се продаваат 10.000 возила, се знае дека овој број се најголеми продавани, по овие најмалку, по овие погоре, како Ферари, како, не знам, ајде да кажеме, Масерати или како и да е, тие се веќе ултра, тоа е овие 1%. Што значи? Дека они имаат ограничено производство. Па Ферари ќе рече годинава правиме само 1000 возила. 1000 возила по 2 милиони евра, буџетот е познат. И специфична категорија која ќе направат 10 милиони евра и ќе продаде 5 возила такви. Значи, гледај, помалку е повеќе. Едни ве одат на количина, другите одат на средна вредност, а други ве идат на минимализам. Но, овој човек овде што е? Што купува? Не сакам Шкода, брат, на секој ќуше има. Не сакам кинеско, не дека не му верувам, статусот не ми дозволува. Овој горе што е? А клиент. Абе, што сакаш, давај му чуда. За него си под радар, не постоиш за него. Значи, ако имаш фирма која што е позиционирана на премиум или на ултра, па пример, продаваш машини за перење, шпорети, фриждери, телевизори. Што купува премиум човек? Што е најскапо? Што нема никој? Оти кој ќе му влезе некој дома, не ќе да биде секоја манџа што ја има на секаде. Он сака никој што нема. Он кога купува, не сака да губи време, телевизоров да мисли кај да го фрла, теписот како да го свитка, шпоретот како да го остави. Он вика како, кој мене ова може побарго да ми направи. И ти ако влегуваш во продавница, или ти си собственик на продавница, а само не знаеш дека има премиум и ултра премиум луѓе, кои што размислуваат, ќе платам уште 100 евра, 500 ако треба, само некој да ми го тргне ѓубрево од дома, ти, значи, едноставно, никад нема да продадеш на премиум луѓе, а ќе посакуваш такви. Значи, имам 100 примери на програм со кои што сме работеле, кои што ќе речат, абе брат, имам маржа 10%, како да му однесам до дома, до врата му е доста. А кој ти рече да бидеш само маржа 10%? Зошто не направиш премиум услуга, со премиум нишани, за премиум понуда, за премиум луѓе, која што ќе ја продаваме само него? Што сака едниот, што сака другиот, што сака третиот и го позиционираме, значи го пегламе цел бизнис за да опфатиме премиум луѓе. И тогаш продажбата е бум. Затоа мора да знаеш денеска кој е твојот идеален клиент. А за да одговориш на прашањето кој е твој идеален клиент, значи за да знаеш како повеќе да дојдеш до вакви или до вакви, но само една работа ќе те подсетам, изнацврцкав многу, веројатно ќе видиш. Гледај сега, овде на пазарот, кај овие 80%, е преголема конкуренција. Овде се игра најефтино, попусти, 3 за 1, 6 за 2, плаќање на жими мајка, ела на 17 рати. Овде спуштаат цени. Овде трошат луѓе. 100 денари има, јеби го, што да прави? Он неќе да купи од 500, сака, ама толку има пари. Значи, ако имаш вакви клиенти и твојот бизнис е позициониран на ефтина роба, ефтина услуга, на голем обрт, овде важат едни правила. Што значи тоа? Преголема конкуренција, презаситеност, спуштаат цени, значи тоа е игра кон дното. Тамо нема правила, тамо нема бизнис, освен ако не си паметен и тамо има начин. Кај овие овде, навамо од другата страна, и затоа викаме црвен океан. Што значи црвен океан? Па тамо е нелојално, нервоза, буквално крв, да се изнамачиш пари да направиш. Кај овие навамо е плав океан. Што значи плав океан? Мир, спокој, нема гужва, има луѓе кои што плаќаат, тамо важат други правила. Кога ќе дефинираш кој е твој идеален клиент и го промениш твојот бизнис, ја промениш цела стратегија и го позиционираш кон овие клиенти, тоа значи дека мораш да направиш разлика, диференцирација, како овие луѓе кои што до вчера сте работеле и овие кои што не ве знаат, а ќе доаѓаат од утре, како тие да знаат дека си овде или дека си овде.
чашава си ја продавал до вчера 200 денари, сега продаваш слична чаша за 1200 денари. Окото на твојот потенцијален клиент не може да разликува зошто едново било 500, а другово 1500. Не може да разликува што е крушка, што е јаболка. Затоа се почнуваме за кого постои твојот бизнис. И затоа ти подготвив неколку прашања во кои што, кога ќе ги одговориш овие работи, точно ќе знаеш како да го позиционираш твојот бизнис, во кој сегмент сакаш да имаш повеќе клиенти. Група А, група Б, група С. Како ќе одговориш? Кога ќе дадеш точен одговор, кому ти продаваш? Второ, каков проблем решаваш? Оти рековме дека едниот и другиот и третиот немаат ист проблем. Трета, колку е болен проблемот? Значи, колку време го чува тој проблем? Сега, велат како се заработува најбрзо 1 милион евра. Продавај на милионери. Најпросто. Ако треба да направиш 1.000.000 евра, а продаваш еден производ 1 евро, колку производи треба да продадеш да дојдеш до 1 милион? Едноставно, нели? Исто, милион. Ако продаваш производ кој што чини 100.000 евра, колку ти треба до милион? Едноставен е одговорот, нели? Ако твоја услуга чини 1 милион евра, колку клиенти ти треба за да дојдеш до твојата цел 1 милион евра? Само еден. Значи, ова е позиционирање. И од денес натамо, кога ќе одиш на одмор, кога ќе купуваш кола, кога ќе седнеш во ресторан, кога ќе купуваш гардероба, кога се е живо, било кој денар ќе го потрошиш. Сети се дека во светот не е ништо скапо. Не постои скапа услуга, скап производ. Туку постои предприемач кој што го позиционирал неговиот бизнис за тебе или за некој лево и десно од тебе. Главно за ова да го направиш е од денес па натамо да размислуваш каков си ти како купувач. Оти ти ако купуваш на ефтино, ти ќе продаваш на ефтино. Ако ти одиш у ќенев одмори, и ти ќе имаш ќенев клиенти. Ако одиш као господин на одмор, ќе имаш господа клиенти. Ако возиш господски автомобил, ќе имаш клиенти господски. Седнуваш во ресторан, се однесуваш како господин, ќе имаш господа клиенти. Ако кон твоите вработени се однесуваш како господин, како да ти се партнери, а не душмани, ќе имаш лојален тим. Оти брат, не можеш ти да ги спениш луѓето. Единствено можеш ти да се смениш у твојата перцепција. Ако ти ги третираш и сам се третираш како премиум, тогаш ќе почнеш да почувствуваш зошто било 700 евра ноќавање? Зошто било 2000 евра ноќавање? И сега за Нова година бев, не е битно, на едно премиум место и само за 4 ноќа протрошивме 7500 евра. И кога правам некогаш разговор со пријателиве мој, и кај некој ќе споделиш, кај некој си викаш ќути поарно не отворе муавет, кога ќе слушне дека 7500 евра се потрошени само за ноќавање, знаеш каква е реакцијата? Вау, брат, па ја не идем на одмор со толку пари. Ама кога би застанале овде би имал една перцепција. Ама кога ќе го слушнеш ова од кругот, кој што може да си го дозволи тоа, а има сиромашен мајндсет, тогаш сваќаш дека не ја познаваат играта. Дека всушност колку повеќе трошиш, толку повеќе заработуваш. Колку повеќе даваш, толку повеќе Господ те наградува. Затоа во бизнисот денешна валута е колку повеќе ќе дадеш без очекување, толку ти се враќа од другата страна. Следно прашање што мораш да знаеш е кој не е твој клиент, значи со кого никако не сакаш да работиш. И ова може би е првото. Погледни во твоите клиенти, со кого до сега си соработувал, со кого имаш најголеми проблеми, тешко плаќа, претражи преку леба погача, тешко ти оди соработката, све нешто незадоволен, напиши имиња, презимиња, све опиши за него. И само донеси одлука од денес. Прво, број 1,
не прифаќам вакви клиенти. Значи, број 1 промена од денес која што можеш да направиш. Мораш да ја направиш. Прво очисти ѓубре, па после почној да го средуеш бизнисот. Значи, најголемата грешка што ја прават, гледај луѓето, се во вртелешка додава производи, додава машини, алати, додава маркетинг, додава чуда. Поентата која што ти ја збораме да отфрлиш. Значи, не можеш да имаш чист подрум, чист дом, чист бизнис, додека не се фатиш со метла и прво да очистиш ѓубре, па после да почнеш да средуваш. Затоа овде го завршувам ова видео и ќе те оставам со параката. Дефинирај во кој пазар сакаш да функционираш, размисли кој е твој идеален клиент, полека почни да размислуваш како тамо да го позиционираш и фати се за метла, исчисти ѓубре од твојот бизнис. Се надевам дека ова се што го зборевме денеска ти од корист, доколку е така, претплати се на овој канал, следи ме, бидејќи следниот период ќе имаме уште доста вакви едукативни видеа, каде што ќе ти помогнам како да влезеш да дефинираш, како да опозиционираш бизнисот, продажни инки, продажни фунали, како да дојдеш до клиенти. Значи, гледај, сега ти дадов увертира, позиционирање, а подоцна ќе одиме полека да ги создаваме сите коцкици, за да имаш јасна визија, знаеш кај тераш, поставиш приоритети и знаеш каде да го фокусираш и твојот бизнис и конечно, наместо да се грижиш дали си паметен, дали некаде грешиш, дали некаде пропушташ што не е во ред со мене или си фаќаш емотивно за срце, туку викаш супер, ова немам, ова е бизнис, не сум знаел до сега, све е во ред со мене, нормално е дека не знам, немам школа, не сум се едуцирал, еве начин и полека имплементираш и викаш, окей, супер, нормален сум, све е во ред со мене, ова треба да се седне и да се сработи. Ако беше така, сподели го ова видео на твој пријател или другар што мислиш дека ќе му користи. Не заборави да се претплатиш, бидејќи следниот период ите како ќе стигаат вакви видеа, да не пропушти ниедно. И ако беше се окей, поздрав од мене и довидување.